ќе имате можност да го слушнете како разговор низ нашата утринска програма, ќе биде за да бидете чудо од девојка, сите оние девојки кои што не следат, но ќе видиме зашто конкретно станува збор. Ова е само насловот "Биди чудо од девојка", а инаку ќе зборуваме со Оливер Андреевски, од Националниот младински совет на Македонија, и Албина Сефадини, Иренка, така? Програмски координатор на Националниот младински совет. Епа, млади, добро утро и добре ни дојдовте. Што е ова "Биди чудо од девојка"? "Биди чудо од девојка" е една кампања која што ја работиме во моментов во рамки на проектот "Еднакви можности за девојчиња и млади жени", заедно со мрежата Стела, а со финансиски поддржани од британската амбасада во Скопје. Кампањата започна пред околу 2 месеци и почнавме со некои офлайн активности, сега почнуваме со онлайн активности и ни било драго сега да споделиме повеќе околу кампањата и околу активностите на проектот. Ќе прашам и нашата млада гостинка, може ли да се биде чудо од девојка? Да, нормално може да се биде, да, само треба да имат храброст и да бидат поактивни во јавниот живот и во јавниот сектор во нашата држава, исто така да преземат иницијативи, да се развиваат во нивниот кариерен развој, да да придонесуваат кон нивното образование и да видат што повеќе можности да ги искористуваат и да бидат дел од нив. А вие тука сте исто како млади да помогнете токму за тоа прашање? Апсолутно. Ирена, интересен разговор. Јас тука ќе се одјавам, ќе им посакам на нашите гледачи секое добро, секое време и убаво утро и ќе продолжиме, односно ќе го слушнеме вашиот разговор на самиот крајот на нашата утринска програма, меѓутоа многу интересна тема. Повели. Така е, благодарам Слободанче. Добро утро по втор пат, почитувани, и еве го последниот разговор за ова утро во нашата утринска програма. Добро утро секој утро. Како што ги најави Слободанка нашите утрински гости, еве јас уште еднаш официјално Оливер Андреевски, координатор за комуникации во Националниот младински совет на Македонија, и Албина Сефадини, програмски координатор во Националниот младински совет на Македонија. Добро ви утро. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Она што е повод за вашето гостување, како што кажа Слободанка, "Биди чудо од девојка". Кампања во рамките на проектот "Еднакви можности за млади девојчиња и млади жени", така во Македонија. Каква кампања е "Биди чудо од девојка"? Најпрво благодариме на поканата и секој вакво учество во емисија на јавен простор не значи многу. Кампањата "Биди чудо од девојка" започна некаде крајот на април. Започнавме со поставување на билборди низ град, низ целата држава и споделување на QR кодови, исто така и на автобуси, на секаде каде што можевме да пристапиме во јавниот простор. Кампањата "Биди чудо од девојка" е кампања која што има за цел да ги охрабри младите девојчиња, односно девојчињата и младите жени во нашата држава, да бидат поактивни во својот живот, да ги искористат сите можности кои што постојат во нашето општество, да работат кон остварување на нивниот целосен потенцијал и да не се плашат да превземат чекори, иницијативи кои што ќе им помогнат во нивниот целокупен личен и професионален развој. Сега "Биди чудо од девојка" е делот проектот "Еднакви можности за сите млади девојки и млади жени". Каков проект е овој и која популација, која жените ги опфаќа, ама на која возраст? Целта на проектот е да имаме повеќе познавање за родовата еднаквост помеѓу девојчињата и младите момчиња. Исто така, целта на проектот е да ги опфати сите девојчиња и млади девојки од 15 до 29 години, но тоа не е дека ги исклучуваме и мажите, мислам машките момчиња или младите момчиња. Со тоа ние нормално дека и нив ги повикуваме и тие да бидат дел од овие настани кои ние ги имаме од овие програми, за преку нив ние да стапиме во контакт и да ги обучуваме нив дека треба да постои родова еднаквост помеѓу девојчината и девојките и младите жени. Ние ова сакаме да го постигнеме преку разни програми на целиот овој проект. Не е само "Биди чудо од девојка", туку во рамки на проектот имаме и кариерно советување, имаме и менторство, имаме и практиканство. Со ова сакаме да постигнеме, пример со практиканството, сакаме да постигнеме независност, економска независност на младите жени и девојки. Мислам тие да можеме да им помогнеме на нив да стапат во контакт со работодавачи, да видат како
како се одвива една практиканска програма, како е работниот однос, па после факултет или после средно, дека од 15 до 29 години и практиканската програма ни е, тие да можат да видат како е работниот однос, за потоа 2 месеци е практиканската програма, за потоа да можат да се вклучат и тие во работниот живот и да знаат дека што ги очекува после завршување на факултет. Исто така преку менторството сакаме менторството го одвива Stella Network, тие го ја одржуваат, повеќе се фокусирани на локално ниво. Со тоа сакаме да постигнеме пример на една млада девојка што сака да аплицира за факултет или за Македонија или за странство и треба поддршка при пишување на апликација, при пишување на CV, при пишување на мотивацијско писмо. Тие треба да се најават, мислам, на Stella Network страната, да се пријават таму и после Stella Network со мрежата што ја имаат, им помага на нив да ги најде соодветниот ментор за да им помогне на нив при процесот на постигнање на целот во животот, пример факултет, вработување или да се најде себе си или било какви потреби што ги имаат девојките, млади девојки. Значи, вие давате поддршка, да кажам, така, менторство. Го водат низ патот на животот, да кажеме понатаму, на младите жени и девојчиња од 15 до 29 години. Тука не ги исклучувате, нели, и момчињата, и тие се вклучени. Сега, на кој начин се одвива оваа ваша помош? Како може да ве најдат? Дали мора да се членки на Националниот младински совет? Како да дојдат до вас? Не, членки на Националниот младински совет се организации. А сите индивидуи можат да станат дел од овие обуки. Ние имаме нон-стоп повици низ нашите социјални медиуми. Како може да ве најдат сите? На НМСМ страната Национален младински совет на Македонија, на Facebook, исто така на Instagram. Исто така имаме и посебна страна за млади проектот, за еднакви можности за девојчињата и младите девојки во нашата држава. Преку нив тие можат да стапат во контакт со нас и преку повици, обуки, разни повици, обуки што ги имаме, можат да се вклучат и да бидат дел од нас. Има интерес? Има интерес, не е дека нема. Мислам, практиканската програма е веќе 3-та година што ја одвиваме и има голем интерес и ние поддржуваме преку 100 практиканти за тоа. Секоја година им најдаме, ги спојуваме со 100 работодавачи за да вршат двомесечна платена практиканска програма. Исто така имаме и кариерно советување. Моментално одиме по школи, по разни школи. Средни, да. Кои, мислам, изразат интерес и одиме и таму група од 30 млади лица, девојки и момчиња, ги обучуваме за тие како да се најдат себе си, за нивниот кариерен развој, што после средно, во кој факултет да се определат, што сакам да бидам во иднина, да се најдат преку разни тестови, преку разни вежби, тие гледат дали навистина тоа што го имат во умот, што го посакуваат, е навистина дали е тоа, дали ги имате ли некој да споделите можеби некоја позитивна приказна од овој ваков проект Биди чудо од девојка, односно од проектот еднакви можности за млади девојчиња. Да кажеме некој што се реализирал вака, што си го нашол својот пат, вистински пат и во работата, па и во животот, како што кажавте. Ние имаме на нашата веб страна на mladihub.mk имаме цела лепеза на приказни од различни програми, затоа што овој проект се случува во различни форми веќе неколку години, почнувајќи од 2019, тогаш беше фокусиран на дигитални вештини и како што поминува времето, како што се менуваат приоритетите во нашето општество, имаме различни, меѓутоа програмите горе долу се тие. Тие позитивни искуства може да ги најдат гледачите на нашата веб страна. Интересен факт кој што можеме да го споделиме е дека од 70% од практиканската програма, кои што ја завршиле практиканската програма, останале да работат или продолжиле да работат на некое работно место по завршување на практиканската програма. Значи сепак има позитивни приказни, корисни вака за младите и сите оние заинтересирани кои што може да ги најдат на mladihub.mk, така беше. mladihub.mk. Ејте така. Сега, Оливер, со вас да позборуваме малку за Младинскиот национален совет на Македонија. Тоа е една организација која што вмрежува во себе повеќе младински организации. Кои се младински, кои се членки и како еден млад човек може да стане член на некој од овие младински организации? Возрастна граница е до 29 години? Да. Или така тоа е? Да.
Нашата организација е мрежа на организации кои што работат со млади. Имаме различни категории на организации. Имаме младински организации, според Законот за младинско учество и младински политики, тука е првата категоризација на овие организации. Младинските организации се основани, водени, работат за млади, се основани од млади, работат за млади и се раководени од млади луѓе. Потоа имаме организации за млади кои што не нужно се водени или во нивните структури на управување имаат млади луѓе, меѓутоа имаат активности кои што опфаќаат млади луѓе. Потоа имаме подмладоци на други организации, вклучувајќи и политички партии. Имаме универзитетски и студентски собранија и разни други младински организации кои што се дел од нашата мрежа. Со тоа ние опфаќаме најголем дел од категориите на организации кои што работат на некаков начин со младите луѓе. Како може да станат дел? Секоја организација која што е наша членка имаат различен начин на пристапување, меѓутоа најчесто препорачуваме да ги сконтактираат оние организации кои што им се допаѓа нивната работа, затоа што имаме организации кои што се бават на различни теми. Имаме организации кои што работат на ментално здравје, имаме организации кои што работат со здравство, имаме организации кои што работат со право, економски организации, зелени организации, значи многу различни теми кои што опфаќаат. Имаме организации кои што работат со попречености, организации кои што работат конкретно на темите кои што се поврзани со родова еднаквост и така натаму. Така што исто така и универзитетското студентско собрание од Скопје и од Битола. Така што има разни понуди на активности кои што може да цела една лепеза, како што кажете. Нашите членки се низ цела Македонија, значи не сме само Скопје ограничени, туку сме низ целата држава, регионално работиме и локално, кога имаме можности се трудиме кај сите млади да постигнеме и да стигнеме до нив, за да им овозможуваме сите млади да ги имат истите можности, не само тие што се во Скопје да имат само проекти и обуки, туку да можеме да стапиме и во помалните рурални и локални средини. Тоа сакав како следно прашање. Каков е интересот или како можеби можат да пристапат, како што кажавте ве, младите во руралните средини? Како доаѓате до нив? За градовите знаеме, лесно е, така, тука се и универзитетите, тука се и контактите на младите луѓе, ама како со оние млади кои што ни се во руралните средини? Така. Можеби кои што немаат пристап кон интернет или кон социјални мрежи? Во нашето членство имаме, како што спомнав, различни организации од различни региони. Исто така имаме регионални канцеларии кои што работат на локално ниво. Во моментов имаме 4 млади хаб канцеларии кои што се наоѓаат во Скопје, Штип, Битола и Тетово. Овие регионални канцеларии најчесто контактираат со другите организации кои што се од сите 8 плански региони. И тие организации остваруваат контакт со младите од руралните средини, нели, некогаш повеќе, некогаш помалку, зависно од можностите и од местото на делување на организациите, меѓутоа најголемиот дел кој што се надвор од Скопје имаат контакт доста со младите кои што се и од руралните средини. Така, претпоставам дека има интерес за младите да учествуваат, да се дружат, покрај тоа што имате проекти и активности, претпоставам дека имате и дружења. Нели, оние забави, можеби рекреативни активности, некои. Вие, како што ми кажавте, нема да мирувате летниот период, напротив, имате активности, да споменеме како ќе ви помине летото, работно. Така. Во моментов имаме отворен повек за стрип артисти, односно сите оние кои што сакаат уметнички да се изразат, не мора да бидат професионалци во тоа, меѓутоа може да аплицираат сите оние кои што имаат желба да се испробаат афинитет кон уметноста за стрип. Имаме 3 награди кои што ги доделуваме на крајот. Повекот е отворен до 20 август. Може да се најде на mladihub.mk. Би ги повикал сите оние кои што имаат желба да се изразат уметнички да аплицираат на повикот. Им посакувам среќа да бидат избрани во првите 3. Следно, ова лето одиме со кампањата, продолжуваме со кампањата Биде чудо од девојка. Во моментов исто така на социјални мрежи може да се видат видеа кои што ги презентираат
жени кои што се важни од нашата историја. Неколку да спомнам: Вера Ацева, Невена Георгиева Дуња. Во моментов се тие на социјалните мрежи и продолжуваме да ги објавуваме овие жени од нашата историја кои што ставиле некаков белег, односно се избореле за сите оние права и угодности кои што жените можат денеска да ги уживаат. Со тоа сакаме да ги поттикнеме сите оние млади девојки и жени кои што имаат одредена желба да нешто постигнат во нашето општество, да ги изграбат сите оние можности кои што им се на располагање. И исто така отворен е нашиот повик за споделување на нивното чудо. Ние не бараме некој ку знае какво чудо. Тоа сакав да прашам, Да. какво е тоа чудо? И зошто девојки? Да. Зошто сте кон женскиот пол? Кажавте дека и за момчиња, ама еве Да, така е да. насловот, биди чудо од девојка. Да. Имаме веб страна твоеточудо.мк, која што секоја девојка, жена, и може и повозрасна жена, може и млада жена, може и девојка, може да го сподели своето чудо. Сакаме да направиме мозаик од различни чуда. Зошто е чудо од девојка? Можеме да видиме изминативе години како се третира насилството врз жени, како се третира учеството на жените во секојдневниот живот, па и нели како се разговара за жените во секојдневниот живот, и секој оној мал чекор и мала активност на една жена и една девојка во нашето општество ние го сметаме за чудо. На нашата веб страна може да видите наједноставни примери, дека после 7-миот пат го положила испитот, или дека утринското кафе не е претекло од ГЗВ-то и дека е тоа едно чудо. Сите оние мали работи кои што мали успеси на секојдневно ниво кои што можеме да ги прославиме на некаков начин се чуда за нас. Така што ги охрабруваме сите девојки и млади жени, секој нивни мал успех во денот да го споделат така, со нас. Кое е тоа нивно чудо кое што им го прави денот поубав. Да, и да си веруваат во себе, да се мотивираат, да се инспирираат и да се уверат дека тие можат да постигнат. Тие се вредни, тие се успесни, тие можат да стигнат се, како една чудо девојка би можел да стигне, и тие се нивниот херој треба да бидат на целиот Пример, нивен така живот. како пример да служат. Да. Во овој контекст еве и следното прашање, Албина, колку си помагаат девојките, младите жени меѓу себе? Колку една на друга си се потпора или колку една на друга си се пример? Како треба да се живее, да се однесува во семејството, со пријателите, во општеството? Да, јас мислам дека тие кога се сами со себе, едни со други се помагаат кога се во најтешките моменти, се мотивираат меѓу себе, се инспирираат. Исто така и кампањата со жените ни се историјата, ни е тоа целта да ги инспирираме и да ги мотивираме дека се е можно, се може да се постигне, и тие се најважните. Тие ако се охрабрат себе си може да постигнат се, и мислам дека тоа аспектот на ние се уште традиционално го имаме тоа да ја помогнеме едно на други, да им во тешки моменти, да им кажеме дека можеме, да ги охрабриме, да еден добар збор, мислам, би ги мотивирал нив и би им давал успех. Но пак, како што кажавме, целта на проектот е родовата еднаквост, да ги обучиме не само да се насочиме на само кај младите девојки и жени, туку да имаме влијание и кај момчињата, и кај машките, младите машки, дека не се постигнува се само. Мислам, не е само девојчињата да бидат обучени за родовата еднаквост, туку треба и спротивната страна да има познавање што значи тоа и како се постигнува тоа, и кој дека некогаш кога ќе го видиш од другиот агол, многу појасна ти е сликата, кога ќе го ставиш своето на туѓи чевли, како што го имаме и играта во туѓи чевли, што може да се најде на веб страната, во tuđičevli.mk. Тоа е една игра која ние сме ја развивале во рамки на целиот овој проект, биди чудо од девојка, и сакаме таму младите да видат кои стереотипи ги имат помеѓу себе за родовата еднаквост, во кои ситуации што тие не мислат дека се родова дискриминација, но преку тие изјави, преку тие чекори што ќе ги направат во играта, ќе дознават дека ова го правам грешно, значи треба да променам нешто и да бидам подобар. Исто така за стриповите, мислам, целта на стрипот е родовата еднаквост, темата да биде во тоа насока.
Значи тоа ви е една од главните цели како што можам да приметам на Младинскиот национален совет на Македонија. Ова уште еднаш ке ме вака пред крај на разговорот, како да сите заинтересирани, бидејќи проектот е во тек, кажавте дека трае неколку години, може ли сега некој ако не слуша да кажеме и веќе од денес или веќе од утре да ви се приклучи? Апсолутно, значи на страната твоето.чудо.мк имаме можност да се сподели чудо. Приказна. Меѓутоа ги има исто така и програмите за менторство, за кариерно советување и играта во туги чевли. Исто така на mladihub.mk може да се информираат за сите. Дали може некој, извини само, дали може некој што не е член на овие организации кои што се ваши членки, значи некој млад може индивидуален, да што би сакал. Исто така може и низ социјалните мрежи ако има нешто, ако е заинтересиран за некој прашање да ни пишува, па ние ќе ја одговориме, или на мејл да ни пишува или да ни се јави на службените телефонски броеви кои ги имаме во достапност во нашите страни. Уште еднаш кажете на социјалните мрежи како може бидејќи вие младите така комуницирате. Тоа е сега еден модерен начин на комуникација, тоа е што е, такво е времето. Како може да ве најдат сите заинтересирани? Национален младински совет на Македонија на Facebook и Инстаграм и nmsm.insta на Инстаграм и nmsm Talks на TikTok. Исто така и mladihub.mk веб страната, Mladihub страната на Facebook и Mladihub на Инстаграм. Значи лесно ќе ве најдат Национален младински совет на Македонија. Ви благодарам многу за вашето гостување денес овде во Добро утро секој утро. Ви посакувам успешен проект и да имате убаво, мирно и успешно лето и секогаш кога имате нешто ново, знаете дека ние сме отворени секогаш за соработка и да ги представуваме секогаш вашите проекти. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодариме на поканата и се надевам дека се гледаме за скоро пак. Така е.